Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Како што знаете, наш денешен гостин е господин Љупчо Пренџов, пратеник од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија и председател на Комисијата за политички систем, со кого ќе се обидеме да ги анализираме актуелните случувања во Македонија и пошироко, како и теми кои засегаат сите нас, без разлика каде и да сме. Со господинот Пренџов ќе зборуваме за изјавите на евроамбасадорот Михалис Рокас и градоначалникот на Куманово и лидер на Знам за Македонија Максим Димитриевски. Со господинот Пренџов ќе разговараме за одлуката на Кривичниот суд со која обвинетите во случајот организатори на настаните од 27 април 2017 година Милијана Киевски, Спиро Ристовски, Трајко Велјановски и поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски беа ослободени. Дополнително ќе зборуваме и за судијата Илија Трпков, кој се осврна на веќе осудените лица со строги казни за настаните во собранието, кои моментално издржуваат затворски казни низ Македонија. Со господинот Пренџов ќе зборуваме за представот на премиерот Христијан Мицкоски и неговата делегација во САД, каде што учествуваше на настани поврзани со инаугурацијата на претставителот на САД Доналд Трамп, како и за средбите кои беа остварени за време на представот на делегацијата во САД, а ќе зборуваме и за реакциите на опозиционата СДСМ поврзана со представот на владината делегација во САД. Со Пренџов ќе се задржиме и на шокантната изјава на Али Ахмети од ДУИ, за да знаеме со која причина ја даде таа изјава и на кого му оди во корист. Со господин Пренџов ќе разговараме за намалувањето на коефициентот за пресметка на платите на функционерите, вклучувајќи ги и платите на пратениците. Дополнително ќе зборуваме и за трошоците на пратениците. Ќе зборуваме за подготвителната седница поврзана со уставноста на Законот за јазиците, како и за тоа дали политичарите имаат право да коментираат одлука на Уставен суд. Со господин Пренџов ќе зборуваме и за тоа дали одлуките кои се донесени од страна на претходната влада треба да се коригираат од судската власт, се со цел да завладее правото, а не политичките одлуки. Со господин Пренџов ќе разговараме за предлог законот за заштита на децата, како и за изјавата на председателката Гордана Силјановска-Давкова поврзана со случувањата во Украина, која предизвика реакција од ДУИ и Алијансата на албанците, крилото на Зијадин Села, нарекувајќи ја изјавата скандалозна. Дополнително ќе зборуваме и за состојбите во судскиот совет и советот на јавни обвинители. Почитувани, ова се само дел од темите за кои во следниве 80 и повеќе минути, доколку е потребно, ќе разговараме со нашиот гостин, господинот Љупчо Пренџов. Во овие моменти, преку видеолинковско поврзување, го покануваме да ни се придружи во студио во на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господине Пренџов, добро утро и добре дојдовте, мислам, по трет пат на Македонски корени. Добро утро за нас во Македонија, добар ден за вас, претпоставувам дека некаде околу 18 часот е во Сиднеј. 19, така. Денес во Скопје, мислам дека е најмагловито оваа година, ова зимо да речеме, кога доаѓав баш да се уклучам сега овдека. Наистина е многу магла и многу загадено. Не знам како е кај вас времето, но тоа не е да не направиме едно добро интервју. Инаку да, ова ни е трето наше заедничко дружење. Добро ви утро и од мене, господине Пренџов. Ви благодариме што прифативте нашата покана за денешно учество на Македонски корени. Навистина не причинува големо задоволство што сте повторно заедно со нас и со сите наши гледачи и слушатели. Се надеваме дека ќе го задржиме нивното внимание и доколку има некои прашања од гледачите и слушателите, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат ставени на екранот и прочитани. И доколку сметате дека треба да одговорите на истите, ќе можете тоа да го направите, се разбира, доколку времето тоа ви дозволи. Да, ќе одговориме на секој едно поставено прашање, затоа сме тука. Јас живам одговарам на било кое прашање, нема прашања кои што не може да се постават. Се што мислиме ќе кажеме, па ќе видиме како ќе биде на крај. Ајде да се почнеме со нашата работа. Евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас при посетата на Куманово пред 2 дена и средбата со тамошниот градоначалник Максим Димитриевски изјави дека
формирањето на новата влада во Бугарија е одлична можност за напредок во процесот на проширувањето. При тоа тој ја поздрави дипломатската офанзива и заселените активности на владата на Мицкоски при посетата во Вашингтон, но потсети и на реформите кои треба да се завршат. Домаќинот пак Димитриевски се осврна на платформата за национално обединување со надеж дека истата ќе биде изгласена од сите и тоа пред да започнат разговорите со новата бугарска влада за да се заземе единствена државна позиција. Како гледате на овие две изјави, господине Пренџов, и дали ќе успеете, вие пратениците, да обстанете на ставот дека уставни измени под сегашните услови кои ги наметна бугарските власти нема да се случат, со што ќе ги натерате бриселските бюрократи да видат реалната слика или пак повторно ќе се родат изроди како тоа што беше не така одамна? Видете, на оваа тема сме разговарале уназад многу години. Нашиот став, ние го кажавме многу јасно и гласно пред изборите. На темата Бугарија организиравме и протести. На темата потпишан договор сме зборувале многу. Сме алармирале дека она кое што го направија Ковачевски и Бујар Османи, она подло потпишување на протоколите во Софија, дека ќе не чини. Но исто така кажавме дека ние како политичка номенклатура, доколку ја добиеме поддршката од граѓаните, ние ќе обстоиме на сите наши ставови кои што сме ги кажале, не дека тоа се ставови на и на етење било кого, туку тоа дека се ставови кои што се реални, кои што ги осликуваат човековите права, нашите ставови ги осликуваат основните европски вредности, она во кое што сте ние веруваме, и едноставно она кое што го бараме, укажуваме јасно, гласно и транспарентно, го аргументираме истото, независно дали разговараме со вас на емисија, дали разговараме со луѓе некаде собрани на некоја чешма во некое село или на некое мало во некој град или на некој плоштад, или разговараме со пратеници, министри на странски држави, нашиот став е еден, единствен и гласен и тоа зборуваме уназад многу години. Често пати ние сме разговарале овака, имало во јавноста определени пиар алатки кои што за да прикријат некоја голема работа, да прикријат некој успех на актуелната влада, се ставала оваа тема на маса, но мислам дека на секого му е јасно и оние што не гледаат и оние што не гледаат, а тоа е дека ние не планираме да отстапиме од она, бидејќи она кое што ние го бараме се универзални човекови права. Дали во Бугарија има нова влада? Да, има нова влада. Дали таа е расположена за комуникација со нас, ќе видиме. Ние сме отворени за соработка со било кого, за кажување на нашата приказна, во наводници кажа, нашите ставови со било кого, сакаме да разговараме, сакаме да имаме добри односи, но истовремено она кое што ние го бараме е основно човеково право и европска вредност, и од тоа се разбира дека нема да отстапиме, ниту сме отстапиле до сега, ниту ќе отстапиме од сега па натаму, бидејќи сметаме дека сме во право. Неколку зборови за платформата за национално обединување, ако може. Добро, платформа за национално обединување е нешто кое што го зборуваат колегите од ЗНАМ, односно го зборува нивниот претседател. Јас, да бидам искрен, во собранието на писмено јас немам ништо видено како изгледа таа платформа и би можел да се произнесам. Но се она кое што значи обединување на општеството во една добра и заедничка цел, се разбира дека е добро. Господине Пренџов, како ја коментирате одлуката на Кривичниот суд кој го прифати барањето на адвокатите за амнестија на обвинетите во случајот организатори на настаните од 27 април 2017 година, Милијана Киевски, Спиро Ристовски, Трајко Велјановски и поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски. Оваа одлука резултираше со запирање на постапката против овие четворица обвинети за терористичко загрозување. Дополнително, како гледате на фактот што јавното обвинителство се уште не одговори на прашањето дали воопшто имаше организатори за настаните во собранието на 27 април? Доколку имаше, зошто досега не е објавено кои се тие? Ќе бидам краток и јасен. Тие донеле одлука која што е очигледно, која што е реалност, дека немало организатори од 27 април и ако нема организатори, таму нема ниту дело, така што
одлуката на судот е практично реална, бидејќи наистина немало никакви организатори. Јас сум еден од тие луѓе и се познаваме многу долги години, го знам случајот, знам дека тоа беше практично наместена работа. И сега се гледа дека тоа било така што организатори не постојат за 27 април, како што и не постои чин на тероризам за 27 април. Судијата Илија Трпков се наврати и на оние веќе осудени лица за настаните во собранието кои лежат по затворите низ Македонија. Тој рече дека некои овие кои лежат по затворите ги нарекуваат патриоти, ги тапкаат пораму и им кажуваат различни приказни, притоа додавајќи дека овие лица сигурно се патриоти, но во никој случај за настаните во Македонското собрание не може да се каже дека патриотски постапиле. Во конкретниот случај, тие не се патриоти, туку се лица кои се од некого искористени и изманипулирани за искривени политички цели, притоа порачувајќи им да наведнат главата и да побараат милостиња од државата. Како што тоа го сториле овие четворица сега веќе ослободени. На ваквата изјава реагираше еден од оние на кои му беше изречен драконска казна, во која реакција меѓу другото пишува: пред да честитате за амнестијата, прво слушнете го тој судија што не знам кој го има избрано за судија, а кој не знае да прочита што му е напишано, а не пак да суди и да става луѓе во затвор. Амнестијата не важи за нас, ова е истата игра како во 2018 година, кога не изиграа. Првин, тој судија нема кредибилитет од народот за да суди дали сме биле ние патриоти или не. Тој квази судија е слуга на предавниците кои го сменија името на Македонија. Истиот судија не осуди и во неговиот говор. Неговата понуда беше да се молиме за милост и да наведнеме главата, при тоа додавајќи дека немаме намера да бараме милост за нешто што не сме го сторили, бидејќи тероризам немаме сторено. Срам е што ова држава има судии како овој, кој што денес ја читаше одлуката и пораките до нас. На крајот од реакцијата пишува: доколку сакате, донесете политичка одлука, како сакате да речете ја и ослободете не. Како ги оценувате ваквите изјави, господине Пренџов, на судијата Трпков, но и на пишаната реакција од страна на осуденик која се појави во јавноста на социјалните мрежи? И дали постои можност да поставите прашање во негово име и од наше име, што се вели, за време на пратенички прашања, за да адресирате ваквата реакција, но и изјавата на судијата Трпков? Повеќе прашања, да ја се потрудам да одговорам на сите, да бидам јасен и краток. Првото прашање е тоа дека тоа не е негова работа да коментира на судијата. Не знам како изгледа тој судија, не го не познавам. Она кое што го кажал, една од причините е вака појасните причини зошто вие во Австралија и ние во Македонија ќе прочитаме 2% доверба на судството на ниво на статистичка грешка. Она кое што сакам изрично да го истакнам е тоа дека Република Македонија е демократска држава и дека власта во Република Македонија, вклучувајќи и судската власт, извира од граѓаните. Во една демократија никој на никого не треба да му се моли, никој никого треба да го моли, туку во една демократија секој треба да постапува согласно закон. Кај законот нема молење, кај законот нема колење. Законот кажува за кое дело кој каква казна донесува. Судиите се тие кои што треба точно да кажат дали некој прекршил закон, без притоа никој да им сугерира овакво или онакво решение на конкретниот предмет. На крајот на денот, секоја судска пресуда се донесува во името на граѓаните, а не во името на некој на кој што некој сака да му се моли. Ниту некој ќе им се моли на суди и обвинители, ниту некој ќе им се моли на политичари, никого нема да му се моли. Република Македонија, дали тие луѓе сакаат или не сакаат, ќе стане пристојно место за живење, пристојна европска држава во која што никој на никого нема да му се моли, туку сите ќе го почитуваат законот. А законот во тој случај не постои правник кој што може да ви каже дека на 27 април имало тероризам.
Луѓето влегоа внатре, сгрешија. И тие тоа го признаваат. И тие луѓе треба да си добијат фер судење, фер шанса, согласно закон, а не согласно молби и наведнување на глава кон никого. Тоа е мојот став. На пресконференцијата во четвртокот, портпаролката на владата Марија Митева ја презентираше програмата за работа на владата за 2025 година, донесена на 45-та владина седница. Како ја оценувате оваа програма, особено во однос на клучните столбови што ги опфаќа, обновување на довербата во институциите, ефикасна борба против корупцијата и криминалот, владење на правото и економско заживување како врвен приоритет? Да, тие се приоритети. Јас ја и разговарав со Марија на темата после незината пресконференција. Видете, тоа се работите кои што согласно сите мерења на јавното мислење, согласно она што ние го живееме и го чувствуваме, се работи кои што мора ние да ги подигнеме на повисоко ниво. Значи, ние мора да имаме институции во кои што граѓаните ќе имаат доверба. Ние мораме да имаме институции на кои што граѓаните ќе се потпрат на нив. Ние мораме да имаме луѓе кои што, ако се поврзам со претходното прашање, луѓе кои што донесуваат одлуки, да ги донесуваат согласно закон, не согласно кој ги моли, кој им наведнува глава. Значи, ние имаме намера, и тоа веќе го правиме, да го менуваме општеството кон подобро, да го менуваме мајндсетот на граѓаните, да го менуваме мајндсетот наш на политичарите и мислам дека сме наистина на добар пат. Ќе продолжиме овака да работиме, од една страна да го подобруваме животот, од друга страна да се почитува законот, да се почитува она кое што се правила на игра во општеството, бидејќи најголемото иселување во Република Македонија, од Република Македонија, покрај тоа што се економските услови, туку е непочитувањето на законот, на институциите, на судот, на обвинителството, образованието и верувате дека работиме сериозно, имаме стратегија, имаме план по дека го остваруваме истиот и се надевам дека на следното интервју разговараме за многу поведри теми, дека нема да имаме вакви луѓе кои што кажуваат како некој треба да наведне главата. Премиерот Христијан Мицкоски, заедно со другите членови од македонската делегација за време на престолот во САД, а по повод и наугурацијата на претседателот на САД Доналд Трамп, покрај средбите кои ги имаше со високите представници од новата администрација на Трамп и со врвни личности од бизнис секторот, оствари средба и со македонската диаспора. Мицкоски на оваа средба ги запозна присутните за она што се случуваше за време на неговиот престој, но и за понатамошните заложби на владата, при тоа ставајќи голем акцент на борбата за враќање на достоинството на македонскиот народ. Мицкоски ја покани диаспората на затврстување на соработката, бидејќи така се штити македонскиот идентитет, порачувајќи дека македонското прашање не е затворено, а упати уверување дека оваа генерација ќе ги потврди илинденските идеали и ќе го продолжи делото на илинденците, комитите, војводите и партизаните и дека Македонија ќе биде најпозната и најбогата држава на Балканот. Како ги оценувате овие негови изјави, но и реакцијата на грчкото МНР дека Мицкоски со ова провоцира, бидејќи македонското прашање е неповратно решено и целосно затворено? Благодарам. Имаше конгломерат на прашања. Вака ќе се обидам да ги поврзам сите прашања, да дадам одговори на се. Прво, многу е значајна поддршката на Соединетите американски држави. Ние сме стратешки партнери со Соединетите американски држави, ќе продолжиме да бидеме стратешки партнери со Соединетите американски држави и Соединетите американски држави се многу важен чинител на сите големи геополитички случувања во Европа. И не е тоа така од сега, тоа така е од секогаш. Наша определба беше да имаме стратешка соработка со САД, ние тоа многу високо го почитуваме и средбите кои што премиерот Мицкоски ги направи во Америка, не само сега, туку и последните две одења во Соединетите американски држави се навистина многу продуктивни за оваа држава и сите ние што живееме во незе и надвор од незе. Тоа е многу важно да луѓе кои што извршуваат и ќе извршуваат многу високи функции во рамки на американската администрација, луѓе кои што се
и ќе продолжат да бидат во блиски односи со председателот на Соединетите американски држави, нимата добра комуникација со македонската влада е од наш интерес. Во поглед на диаспората, ова не е прва средба на председателот Мицкоски со диаспората во конкретниот случај во Америка. Мислам дека секогаш кога оди на американскиот континент, обавезно имаме средби со диаспората, како што така и во европските држави кога се оди во Швајцарија, во Германија, во Британија, во другите држави, секогаш традиционално и тоа е нормално да има премиерот на државата средба со луѓето кои што Република Македонија е матична држава, тие се македонци, живеат на друг континент или живеат во друга држава, но врските кои што ние заедно со вас мораме да ги јакнеме, да ги негуваме и да ги унапредуваме. Затоа што нашата заедничка цел, независно кој каде живееме и независно кој колку години живее и не живее во Македонија, нас е Македонија да биде една силна држава, економски развиена држава, технолошки развиена држава и држава во која што правото и правдата се на првото место. Тоа е нашиот концепт кој што ние го промовираме неколку години и тоа е нашиот концепт кој што сум го зборувал и во вашите емисии и сега само го остваруваме, бидејќи навистина намерата ни е многу добра, намерата ни е многу честна, знаеме дека мораме тука сега да се стави стоп на сите негативности во Македонија, стоп на сите криминали во Македонија, да се стави стоп на целото пропаѓање на општеството и на државата. Мислам дека тоа е веќе завршена работа и сега одиме само нагоре и да, зошто да не, јас само ќе ве потсетам ќе ви дадам еден платок да бидете во тек. Во последните 7 години, додека СДС беше на власт и ДУИ, не според мене, не според ВМРО ДПМН, според Светска банка, според Европска банка, според сите меѓународни институции, просечниот раст на македонската економија во тие 7 години бил 1,1%. Повторувам, во 7 години просечен раст на Македонија 1,1%. 6 месеци нова влада, од кои 5 месеци реално нова влада, не бидејќи дека после 8 мај не влеговме веднаш во влада, или се правеше влада, помина време, дека јуни беше до 24. Значи од 1 јули до овој последен квартал претходната година имаме раст од 3,5%. Значи само за нецели 100 дена економијава е качена за 3,5%. И ако продолжиме така, а ќе продолжиме така и во оваа година, очекуваме многу висок раст. Значи минимум 3,5 пати ќе бидеме подобра држава и подобра економија од тоа што овие не водеа до сега. И тоа е наш императив и за тој императив ние разговараме и со задоволство е овака доаѓаме, разговараме и со вас денес, со други медиуми, со други секој што не барат, бидејќи немаме што да криеме, имаме многу јасна мисла, имаме чиста цел и се надевам дека ќе разговараме на есен за навистина многу интересни економски резултати и ќе разговараме за многу инвестиции. Например, во последните месеци секој дневно се отвара некој пат, се сава камен темелник на градинка, на училиште, на сала, на странска инвестиција, на фабрики, што навистина сите кои што тоа го забележуваме, едноставно се радуваме и тоа ни е практично на нас кои што сме дел од парламент, од собрание, од други институции, тоа ни е нас практично храна и енергија за да продолжиме уште посилно да работиме во следниот период. Господине Пренџов, да потврдиме дали оваа влада има капацитет, сила и знаење да реализира се што беше наведено од страна на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Да. Како го оценувате учеството на премиерот Христијан Мицкоски на инаугурацијата на председателот на САД Доналд Трамп, како и серијата средби кои ги оствари заедно со неговиот тим како дел од македонската делегација? Кои се потенцијалните придобивки од тие средби, особено во контекст на евроинтеграциите и економскиот развој на Македонија? Да, тоа е практично тоа кој што го зборувавме. Тие луѓе не се било кој. Значи, таму имаше средби од повеќе нивоа.
Првата степа се разбира, што сакам да издвојам, беше со нашите луѓе там, со нашите иселеници. Другите кои што беа средби, кои што беа државнички, беа на две нивоа. Првото ниво е политичко ниво. Тоа е политичко ниво на луѓе кои што се и ќе бидат во следниот период, луѓе кои што ќе извршуваат многу важни политички функции во рамки на американското општество и со тоа ќе влијаат не само во Америка и во Европа, во цел свет, бидејќи знаеме дека Соединетите американски држави се првата и најголема супер сила во светот. Вториот дел, кој што го зборував и во претходното прашање, се со луѓе кои што се милиардери, со луѓе кои што се бизнисмени, со луѓе кои што успеале многу во нивниот живот и во американското општество, кои што инвестираат во други држави, и една таква средба, едни такви потенцијални разговори со потенцијални инвеститори утре во Република Македонија се навистина одговорни и треба да се поздрават кои што ги имаше премиерот и владата во изминатите неколку денови. Ајде уште малку околу ова. Во контекст на стратегијата на новата администрација на САД, како би ги оцениле политичкиот и дипломатскиот ангажман на премиерот Мицкоски, Муцунски и Меджити за време на средбите со американски функционери и дипломатски представници? Дали неговото присуство на настаните по повод инаугурацијата на Трамп и личните контакти со високите официјални лица на администрацијата создаваат нови можности за засилени политички врски и регионален диалог или се повеќе одраз на новите геополитички трендови на Балканот? Тоа се работи кои што ја зацврснуваат Република Македонија во рамки на институциите во Америка. Тоа се односи кои што ќе не зацврстат во периметарот и на гледање на американскиот претседател и администрација, и од сите тие работи и сите тие средби Република Македонија во идниот период, тоа ќе се види многу брзо од сега, ќе има значаен бенефит. Ќе има државата и граѓаните ќе имаат значаен бенефит. Како ја гледате визијата за можните економски и политички резултати од активната дипломатија на премиерот Христијан Мицковски во контекст на економската политика на претседателот Доналд Трамп? Дали постои потенцијал за склучување нови трговски договори, иницирање на инвестицијски проекти и унапредување на економската соработка? До кој степен очекувате зајакнување на постојните формати на соработка, особено во секторот како енергетиката и инфраструктурата? Инфраструктурата се работи во државата многу. Вие сте сведоци како се отвараат патишта, се започнуваат со градба патишта. Енергетскиот систем ќе се стабилизира и така многу во средниот период, бидејќи се градат тука многу нови работи за кои што ќе известиме кога ќе дојде време практично во следниот период. Она што сакам да го истакнам во контекст на ова прашање, бидејќи дел од работите ги опфативме, е тоа дека ние во старт ова кое што се случува и во Соединетите американски држави, и во посета на други европски држави, европски економии, е сосема за нас нормално. Зошто? Затоа што пред да започне владата со работа, ние го сменивме законот за државна управа, во кој што во поглед на надворешната политика на Министерството за надворешни работи му додадовме ново име и надворешна трговија. Значи ние од старт имавме план кој што сега само го реализираме. Од старт тоа го соопштивме и во кампањата, уште мислам дека во февруар месец, дека надворешната политика нема да биде оставена само на што се вели, да речеме, политика која е многу значајна, се разбира, но истовремено како мала држава, како држава која што има потенцијал да го искористиме тој потенцијал и трговијата да ја зголемиме со сите оние други држави. Практично еден амбасадор кој што освен тоа што ќе зборува за работи од делокругот на МНР, до тогашно МНР, сега плюс ќе има задача да разговара за трговијата и економијата помеѓу државите. Бидејќи ние можеме тука само да добиеме. Секој извоз на наш производ на нечи друг пазар се нови девизи во државата, тоа се нови семејства кои што остануваат во државата, нови вработувања во државата, изголемување на платите на граѓаните, и тоа е императив. Денес вистински политичар
човек кој што сака својот народ, гледа тој народ да има економска благосостојба, да има добра економија, да има право, правда, образование и здравство. Тие се петте темели на кои што, според мене лично, треба највеќе да се работи за секој еден граѓанин да има еден нормален европски живот како што го имаат останатите негови современици од други држави. Така. Од СДСМ за работната посета на владината делегација предводена од премиерот Мицкоски, која беше на инаугурацијата на претседателот на САД Доналд Трамп и која оствари многу средби, како што рековме, рекоа дека власта, мислејќи на делегацијата, била таму само за да се слика и дека работната посета на владината делегација не бил никаков дипломатски успех, а повикувајќи се на бугарски извори дека Мицкоски не бил поканет и дека оваа патување не донесло никаков бенефит за државата, како што стои во нивното соопштение. Како ја оценувате ваквата изјава на СДСМ и зошто излегуваат со вакви смешни изјави? Јас се смеам, стварно. Видете, што да коментираме СДСМ кога тие има едниот премиер, тој што им е главен во партијата, него му е главно достигнување да отиде во Дубај на концерт на Харис Джиновиќ да се врати, а на овие другиве тука што беше до вчера премиер, па него му е главно достигнување до Белград да отиде да пее во кафана и да се врати. Два света сме, сосема сме различни, нашиот концепт е државнички, сериозен, знаеме што правиме. Тие пишале соопштение, кога да пишат соопштение, да не испадне дека имале некоја реакција. Мислам дека со ваквите наративи, со ваквите настапи, соопштенија, мислам дека ниту тие ми себе се сваќаат сериозно, а уште помоцен македонскиот народ ги сваќа сериозно. Така, Ахмети во своето обраќање од Чашка изјави дека ако сите кои зборуваат албански ги испратиме во Албанија, а оние кои зборуваат бугарски во Бугарија, ќе остане прашањето на кого ќе ја оставиме оваа држава, мислејќи на Македонија секако. Оваа изјава веднаш беше пренесена од бугарските медиуми кои ја протолкуваа како сугестија дека македонците зборуваат бугарски јазик. Како ја оценувате оваа изјава и нејзината интерпретација во бугарските медиуми? Дуи беше една од работите кои што сум зборувал и со вас, а тоа е дека, а многу не им се веруваше, најголемот дел граѓаните не им се веруваше, дека наш основен и главен императив е дуи да патиме во опозиција и да одат малку на суд да одговараат, бидејќи во последните 25 години повеќе или помалку се пишува за висока корупција во Македонија, за тоа дека политичари крадат пари, така да преведам, а во тие 25 години сме фикс во владите беше ДУИ. Тоа е партија која што е високо криминализирана политичка партија, полека излегуваат работите на Виделина и Али Ахмети, наместо да зборува за тоа зошто сватот негов и како дојде сватот негов Rolls Royce да вози во Македонија, како тоа децата му копаат, внуците му копаат руда, не и плаќаат на државата, пола Министерство за економија, сектор за минерални суровини се под истрага, тие ништо не плаќале. Како тоа, мислиш, оној Елон Маске, внук му, кој што купи во центарот на Скопје му дадоа цел трговски центар 40 милиона, бидејќи имал бизнис идеја, не за пари, за без пари му го дадоа, да видиме зошто му дадено без пари. И на што сега тоа да го зборува, кажува Албанија, Македонија, национализми, така натаму и така натаму. Али Ахмети да не се секира, мојата порака е воопшто он да не се секира. Никој нема дојде во Албанија, никој нема дојде во Бугарија, може само туристички, но многу луѓе во следниот период ќе одат во затвор. Толку. Дали Ахмети ваквата изјава намерно ја пласира се со цел да ги ослабни македонските позиции за евентуалните разговори со новата бугарска влада? Не, Али Ахмети тоа не го прави за моје мислење дека не е заради тоа, можеби тоа е плюс нешто. Тој не знае што да прави, не знае каде се наоѓа, човекот не е научен да функционира во опозиција, човекот не е научен да е тотално небитен во македонското општество, човекот не е научен да пишува по 100 писма, никој не му ги одговара во македонското општество. Човекот за себе имаше мислење дека е некој мисија, некој месија, некој човек кој што значи стабилност во државата, имаше многу високо мислење за себе и он не може да свати дека, иако го знае, тоа му е јасно, дека е тотално небитна политичка партија, тој е тотално небитен политички лик во македонската политичка сцена. Ние тоа го ветивме
тоа го испорачавме. Надлежната собраниска комисија во обид да го спречи непропорционалниот раст на функционерските плати, вклучувајќи ги и платите на пратениците, во средата ги намалија коефициентите со кои ќе се врши пресметка на платите. До сегашниот коефициент од 3,04 го намалија на 2,62, а коефициентот 3,92 го намалија на 3,47. Господине Пренчов, што ќе значи ваквото намалување и од кога ќе стапи во сила пресметувањето по новите коефициенти и за кого ќе важи пресметката по новите намалени коефициенти и дали треба да се прави измена во досегашниот закон? Две работи ќе важи од сега, значи практично од први. Веќе важи. А тоа ќе се види со потата. Тоа за ЧКП-ите нема да растат, тоа не е изборно ветување, тоа го реализираме, така ќе биде за сите избрани и именувани лица. И тоа е тоа кое што сме го кажале, само го реализираме. Пред неколку дена пратениците од Левица поднесоа предлог за намалување на патните трошоци за пратениците. Како го оценувате оваа барање? Дали сметате дека е добро и издржливо или пак преку оваа барање се обидуваат да ја манипулираат македонската јавност? Какви се според вас реалните цели на Левица со оваа иницијатива? Реалните цели немаат ништо во врска со тоа ќе видите во следниот период. Вие следите, ќе видите, тоа е политичка партија која што наистина знаете што е суштината во македонското општество, вака да ви објаснам сите овие вака прашања кои што легитимно вие ги поставувате, бидејќи тие ги промовираат во општеството. Во Македонија моментално, како никогаш досега, скоро 310.000 пензионери, тоа е огромна бројка за нас, добиваат некаде околу 5.000 денари покачување на пензиите, тоа е историско покачување на пензиите и наистина нивниот живот, што така и требаше да биде до сега 100 пати, се подобрува и тоа е добро. И сега нормална опозиција, паралелно, например, имаме огромни дипломатски мисии во Соединетите американски држави, во Брисел, во други големи држави. Паралелно имаме во следниот период предвидливо покачување на платите на целото образование за 46% за следниот период со договор подпишан. Имаме големо покачување на здравствените работници, не само на докторите, туку и на медицинските сестри и на сите оние кои што работат. Се случуваат убави работи во општеството. Сега ова е само почеток, има и други зголемувања. И сега вие како опозиција имате два начина како да делувате. Првиот начин е да го поздравите тоа кое што го прави владата и да дадете свои предлози како уште граѓаните да имаат подобар живот, значи треба да поработите. И второто вие, како опозиција, ништо да не работите и да се трудите да преку определени популистички закони привлечете било какво внимание кон себе, при тоа и да манипулирате и да измислувате. Јас никогаш во мојата политичка кариера ниту сум го потценил, ниту го потценувам, ниту ќе ја потценувам интелигенцијата на нашиот народ. Нашиот народ е многу мудар и точно знае што му се случува и кога е добро, и кога оди на добро, како сега, и кога било лошо и одело на лошо, како што беше во претходниот период, и точно знае кога треба да даде голема поддршка на некој за работите да се истераат како што треба. И се ова кој што јас го зборувам, го кажуваат сите релевантни анкети, кои што кажуваат дека утре ако има избори во Македонија, коалицијата на ВМРО ДПМН твоја Македонија ќе има уште повеќе гласови, а тие ќе имаат уште помалку гласови. Сметам дека мајндсетот на секој еден политичар во следниот период мора да биде сменет. Ако имаме нешто добро, ако бил премиерот во Америка, ако се видел со газата на Јенкис, ако се видел со луѓе кои што милиарди и милиарди тежат, ако се видел со луѓе кои што се многу битен фактор политички во општеството, тоа треба да се поздрави. Тоа треба да се поздрави, веќе ние мораме да се научиме дека
треба да се радуваме на нашите заеднички успеси, бидејќи тие се наши успеси. Бидејќи инвестициите кои што доаѓаат и оние инвестиции кои што ќе доаѓаат во следниот период, вработуваат луѓе во Македонија, прават подобри плати и подобри пензии. Тие кои што ги зимаат тие подобри плати и подобри пензии се членови на ВМРО ДПМН, и на СДС, и на Левица, и на ДУИ, и на сите. Пензионерите гласале во својот живот, можеби и за повеќе политички партии, можеби за една, можеби никогаш не гласале за ВМРО ДПМН, ама добиваат 5 динари поголема пензија. И ние мораме така да ги гледаме работите. Така се оди во Европа, така се седнува на маса со администрацијата на Доналд Трамп. Тоа е начинот на кој што треба да функционираме. Ниски страсти во медиумите, ниски политички поени на никого не му носат добро, а најмалку на тие кои што ги произведуваат. И СДСМ е типичен пример од голема партија која што стана партија која што има ретик на статистичка грешка. Дали сегашното решение за патните трошкови на пратениците е реално или треба да претрпи измени, особено ако истото се спореди со трошоците на сите носители на јавни функции, сите оние кои што се избрани или именувани? Видете, јас лично не зимам патни трошоци, никогаш што не зимал. Се она кое што е поврзано со, знаме кога тие се намалија за 30%, беа од 3 на 2 се намалија. Ќе направиме пресметки и во следниот период ќе видиме, ќе излеземе со свој став за сите тие работи. Инаку и во следниот период ќе се направи конечно тој закон за плати, кој што ќе биде многу поправеден и ќе биде среден во општеството. Тоа е огромен системски закон, полека се прави и верувате дека и оваа работа ќе ја решиме на начин на кој што ќе биде прифатлив за 99% од граѓаните и ова ќе биде едно од работите кои што во следниот период исто така нема можат да прават било кој пиар. Во март се очекува Уставниот суд да одржи подготвителна седница поврзана со уставноста на законот за јазиците, а потоа треба да следи и одлука. Каква одлука очекувате од Уставниот суд? Дали сметате дека е потребно да се интервенира во законот за јазиците, како што е донесен во 2019 година, иако тоа е во спротивност со препораките на Венецијанската комисија? Видите, генерално не коментираме одлуки на Уставниот суд. Има време до март. Ние како политика, како пратеници, не учествуваме во работата на Уставниот суд. Ќе видиме што ќе се случува во месец март. Дали политичарите имаат право да коментираат одлука на Уставниот суд? Вие веќе тоа го одговоривте, особено кога Венецијанската комисија даде негативно мислење и дали одлуките кои се донесени од страна на претходната влада, ова е многу важно, треба да се коригираат од судската власт, се со цел да завладее правото, а не политичките одлуки? Видете, не дека ние немаме право, значи неогаш сме и да искоментирате, мора да се научиме во државата да имаме еден нормален однос на комуникација помеѓу различните видови на власт. Јас сум коментирал судиите кои се натре во Уставниот суд и тоа го има на видео изминатиот период, но генерално одлуките на Уставниот суд во една нормална демократска држава не се коментираат. И сега ние веќе се трудиме да не ги коментираме одлуките, ќе видиме како што ќе се случува во следниот период. Како го оценувате фактот што поголемиот дел од пратениците во законодавниот дом кои припаѓаат на албанскиот политички блок, законот за јазиците го представуваат како закон за албанскиот јазик? Ги опоменувате ли пратениците кога го представуваат на тој начин законот во собранието? Како реагираат на таквото представување? Дали сметате дека тоа го прават од незнаење или намерно и со која цел се разбира? Не, тоа го прават ДУИ. Кажав од кои цели претходно, но не се сноѓаат во опозиција, тераат некој суров национализам. Мислат дека граѓаниве имаат заборавено што се случуваше во Македонија изминатиот период. Мислат дека граѓаниве се неинформирани. Мислат дека ова е 96-та година. Забораваат дека има портали, дека се гледа во живо, дека има многу подкасти, дека демократијата, транспарентноста е многу повисоко
ниво, ти тоа не можат да го разберат. Мислам дека овој веќе национализам одамна им е прочитан помеѓу нивните гласачи, да се бара нешто онаму каде што го нема практично. До кога ќе им се дозволува на пратениците, но и на нивните политички лидери од партиите од кои доаѓаат да ја манипулираат македонската јавност? За начинот на комуникација на политички функционер, дали е пратеник, дали е функционер во сопствената политичка партија, начинот на кој што комуницира со јавноста е негово право и мислам дека времето на манипулации во македонската политика полека одминува и го нема. Дуи се труди да манипулира, се труди да ги извртува работите, но како што кажав, мислам дека и нивните гласачи тоа повеќе не поминува. Предлог законот за заштита на децата кој на крајот од 2024 доби вето од претседателката Гордана Силјановска-Давкова и го врати повторно во собранието на доработка заради двојазичноста поврзана за лиценците. Во вторникот по втор пат се најде пред вас пратениците во законодавниот дом. Дали помина измените на предлог законот, како што бараше претседателката Силјановска, за какви измени стануваше збор и како се реши проблемот кој го посочи претседателката Силјановска и како течеше расправата во собранието? Па немаше некоја расправа, се трудеше левица да направи политички поен онам каде што ги нема, законот е поправен на начин на кој што беше околу двогодишни лиценци од она кое што го читавме, кај оние кои што се реши по закон практично. Ако вие сте македонец, добивате на македонски јазик, а ако вие сте, пример рече конкретно случај албанец или турчин, тогаш добивате на македонски јазик и потоа на вашиот јазик со писмото кое што е, како што е по закон и по устав се реши. Тоа беше многу кратка седница. Има ли амандмани опозицијските партии СДСМ, Левица и Европскиот фронт и какви беа нивните предлози и барања? Левица имаше некои амандмани кои што едноставно тие амандмани не беа да бидат амандмани со цел она што го зборував. Еве како опозиција сметаме овака дека треба да ги подобриме работите. Тука амандманите беа, сега ќе го напишам амандманот со цел за после да го објавам на Facebook. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Зијадин Села дека Алијанса за албанците, односно Европскиот фронт, нема намера да предложи друг пратеник за претседател на Комисијата за социјална политика, демографија и млади на местото на Илире Даути, која доби недоверба и како последица поднесе неотповиклива оставка? Видете, Зијадин Села покрај други е практично не угушен, нема нешто вака. Најголем дел неговото членство кое што беше и го градеше Алијанса за албанците е со господинот Таравари. Тој го знае, тој го гледа. Кого ќе го предложат е нивна работа, ќе видиме како се произнесеме во следниот период. Како ќе го прокоментирате повикот на Зијадин Села да спикерот Гаши да свика пленарна седница и повторно да се изгласа Илире Даути за претседател на предметната комисија, при тоа нарекувајќи го Гаши лицемер затоа што ја ставил интерпелацијата на дневен ред? Види, што мисли Гаши за Села, што мисли Села, што мисли за господинот Гаши, тоа се работи кои што се негови лични. Јас не би сакал да навлегувам во нивната меѓусебна комуникација, така што секој пратеник има право да го каже она што смета дека треба да го каже, секој пратеник има право да делува на начин на кој што смета дека треба да делува. На крајот на денот, затоа на определен временски период постојат избори, бидејќи граѓаните се оние кои што тоа го оценат, го вреднуваат на еден или друг начин. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова за време на годишниот прием со представници на дипломатскиот кор, говорејќи за она што се случува во Украина, го употреби терминот воена операција, но во склоп на следнава реченица, цитирам: "Ние од почетокот на руската воена операција застанавме на страната на Украина", завршен цитат. На ваквата изјава реагираа од ДУИ и Алијанса на албанците, крилото на Зијадин Села, нарекувајќи ја изјавата скандалозна.
Дуи и села ја обвинија Силјановска за користење на непримерен речник, бидејќи настапила со реториката на Владимир Путин и ја повика јасно да ги застапува ставовите на земјава, како што велат тие, избегнувајќи да го изговорат името Македонија. Како вие гледате на она што го рече си председателката Гордана Силјановска-Давкова, а како на обвинувањата на Дуи и изјавата на Зијадин Села, и зошто го извадија само терминот воена операција, без при тоа да пренесат изјавата во целост, онака каква што беше кажана од страна на председателката Силјановска, а тоа е: ние од почетокот на руската воена операција застанавме на страната на Украина. Ја дуи стварно ги коментирам во последно време. Знаете дека јас со нив се бавев многу долг временски период и така бев многу жесток кон нив и уште сум кога капетираат во собрание. Видете, нив една од работите кои што ги хранат се и овие са, ние треба да зборуваме за Дуи. Не, Дуи е небитна политичка партија, многу голем дел од нив се под истраги и треба да бидат под истраги. Дел од нив бегаат од државата, бегаат од правдата, да зборуваат повеќе за тие луѓе. Ако знае Али Ахмети кај му е кумашинот Артан Груби, да си го викне во Македонија, да си одговара, да си иде притвор, затвор, како е редот по закон, ништо да не биде тенденциозно, да си го викне оној што му избега во Дубај, уште со време избегал за од лотарија на Македонија, да видиме децава внуциве што правиме, зошто не и плаќале на државата, копале концесии, кој им ги дал тие концесии, зошто не плаќале на државата, да видиме како овој го купи со бизнис идеја 40 милиона евра Соравија во центар. Тоа се прашањата за кои што прво треба да се поднесе Али Ахмети, а потоа било што друго што коментира, би можеле ние овдека да му го коментираме. Значи, верувајте дека не само што Дуи не е во власт, туку Дуи е тотално една небитна политичка партија, а Али Ахмети е еден небитен политички лидер. Господине Пренџов, пред да продолжиме со прашања од студиово, наш слушател прашува дали се одговора на поставени прашања. Да видиме какво прашање има господинот Соколевски. Зошто се пасивни на понашањето на бугарите во Албанија, каде што грачевити се борат да ги прикажат како бугари, и дали некој ќе присуствува на повикот состанокот во Корча од македонците од Албанија, кои отворено бараат помош од македонската влада? Да, многу добро прашање. Прво, вака да видиме. Она кој се случувало во Албанија, знаеме дека првото нешто што го направи министерот за надворешни работи, надворешна трговија, Тимчо Муцунски, беше тоа што го повика амбасадорот на Македонија во Тирана. Го повика на консултации во Скопје. Тоа беше што првите 100 дена. Каде што се морам да полека да зборувам за да знам што е јавно, што не е јавно, бидејќи тука е сензитивна работата. Он го повика назад и од она кое што Тимчо го изјави е тоа дека македонската држава несоодветно постапувала во односите кои што требало да се случуваат преку амбасадорот во Тирана. Го уверувам господинот кој што го напиша ова суштинско прашање дека македонската држава и македонската влада и тоа како и сега и во следниот период ќе се грижи за нашите национални интереси кои што вклучуваат и ја вклучуваат положбата на македонците и во соседните држави и секаде онаму каде што не има. И прашање од господјата Видановска, зошто нема никаква одговорност за Ахмети и за села кои вреѓаат еден народ и се закануваат? Јас го зборував тоа, значи мислам дека согласно позитивните законски прописи, ако вие искажувате несоодветни зборови за соодветно место, не знам дали се оди во затвор, но затоа ги кажувам криминалите кои што
има отворен сомнеш во јавноста на скоро цело семејство на господинот Али Ахмети. Сега, тој како политички ставови може да каже овака или онака, но тоа е негов избор. Државата треба да интересира дали се почитува законот и пак е повторен по трет пат во ова интервју, како дојдовме неговиот сват да има Rolls-Royce, како внуциве копаат руда и минерали од Кичевско, не и плаќаат ништо на државата, како тоа внукот доби бизнис идеја и 40 милиони, овие се работи за кои што се одговара. И јас, обично како човек, се трудам, така започнавме оваа дискусија, она што е по закон, да си се спроведе законот. Соодветно, исто кон сите, само така ќе имаме чувство дека и јас, и Али Ахмети, и вие, и докторот, и судијата сме еднакви. Бидејќи ние плаќаме, кога ќе отидеме во маркет, ДДВ еднакво сите. Плаќаме давачки кон државава еднакво сите. Кога регистрираме кола, плаќаме еднакво за регистрација на кола. Кога плаќаме патарина, еднакво плаќаме патарина и мораме да имаме еднакви права пред суд, пред секаде. Тоа е демократија. И накратко за претходното прашање од Соколевски, дали ќе присуствуваат на барањето од македонците на состанокот во Порт? Да, тоа не е одговор, бејќи не сум го видел барањето, препоставувам дека одговорот е позитивен. Така, продолжуваме. Значи најискрено. Така, продолжуваме со барање се разбира дека некој ќе иде ќе присуствува. Така. Најавено е дека собранието ќе ги разрешава 5 члена на судскиот совет поради неусвојувањето на извештајот за нивната работа и ниската доверба на граѓаните во правосудството. Кога се очекува да се случи ова и каков е ставот на парламентарното мнозинство? Кое копче ќе го притиснете, зеленото или црвеното? Ако не можете да одговорите во нивно име, каков е вашиот личен став? Јас ќе зборувам, прво ќе ви кажам што е она фактографија, бидејќи јас сум претседател на Комисија за политички системи и неуседниците во собранието, каде што се разгледуваа извештаите и на Советот на јавни обвинители и на членовите на судскиот совет. Мојот став беше дека тие треба да се понесат оставки, дека треба да имаме други членови таму. Мојот став и тогаш и сега дека треба да има сериозни реконструкции, поместувања и подобрувања во рамки на судскиот систем, бидејќи разговараме 1 час и повеќе и ние во 1 час и повеќе неколку пати за поставени други прашања доаѓаме до тоа дека судството не ги бива во Република Македонија и од тоа навеќе се иселуваат граѓаните во Република Македонија. Мојот став кон нив е многу познат и јавен и јас дури како што ме дал Господ и многу жестоко разговарав, тоа го правам со емоција, затоа што со многу граѓани разговарам и гледам нивни лични животни приказни, како некој, као тој судијата, што го кажавте, него не знам како се беше, го заборев, некој требало да му се моли да наверне кавата или слично, и тоа ми создава вака наистина стомачни тегови кога треба да разговарам јас за судски систем, па кога ќе прочиташ внатре дека добро ја работи според нив. Но од друга страна треба и во рамки на собранието тоа да биде се и издржано, да биде и убаво обмислено, нема тука брзање, не е ова ќе ставиш некој во управен одбор, путе ќе го смениш, значи ние имаме одговорност и ветувања да Република Македонија биде правна држава и тоа во следниот период ќе го направиме. За начините и кога ќе биде тоа, како ќе биде, ќе известуваме во моментите кога ќе ги почнуваме постапките. Така, лани во септември матичната собраниска комисија за поставување и разрешување даде негативна оценка и за работата на Советот на јавни обвинители. Како гледате на изјавата на претседателката на Советот на јавни обвинители, Душица Димитриевска, дека не ја гледала кај нив вината за ниската доверба на граѓаните во правосудството и дека јавното обвинителство како институција не била посочена во негативна смисла во ниту еден од извештаите, како од домашните, така и од странските експерти, притоа додавајќи дека членовите на Советот објективно, законито и непристојно ја извршуваат својата функција во заштита на темелните вредности на државата. Во кој свет и во која држава живее Димитриевска? Гледа ли вести оваа жена?
Како ќе ја прокоментирате и незината изјава дека која ја даде пред некој ден дека до ден денешен не добиле известување од собранието за извештајот за нивната работа кој таа го презентираше пред вас пратениците? Ќе ги снајде ли истата судбина и тројцата јавни обвинители како членовите од судскиот совет? Видете, таа комисија јас председавав и таа беше присутна цел ден овдека, неколку часа. На таа комисија се пријавија за збор, не ме факате точно, ама или 14 или 16 пратеници беа. Се јавија за збор. Има записници, тие се јавни, од прв до последен, бара оставки и одговорност од незе и целиот тим кој што седи таму во кај им се просториите, не знам. Сега од тоа вака појасно да ти бидат работите, не знам, вака кога слушам, дала изјава, не знам собранието што мисли, лошо мисли собранието и комисијата, и мислам дека секој оној кој што зема јавни пари треба да се однесува одговорно и да разбере дека доколку 98% од граѓаните немаат доверба во тебе и дека целокупното управувачко мнозинство во собранието, бидејќи војата на граѓаните е пренесена преку пратениците во собранието, нема доверба во тебе, тогаш наместо да се чудиш што му фалело на судството и викаш дека е добро, си ставиш два прста на главата и да си понесете таму сите оставки. Така, каков е вашиот став во врска со тоа дали членовите на судскиот совет треба да подлежат барем на морална оставка со оглед на тоа што извештајот не доби зелено светло од пратениците кои побараа од нив да поднесат оставка? Да. Тој му кажав и нив им го соопштив дека треба да си дадат се треба да си дадат оставки од морални причини, затоа што ако вие го прочитате таму извештајот, таму имаат констатирано за определени суди такви прекршувања во својата работа да било кој друг човек кој што е функционер, тука мислам на министер, на директор, на градоначалник, на директор на предпријатие, на било што, кој што управува со јавни пари, ако ги направи тие работи, кои што судиите ги правеле, при тоа вие од судски совет тоа го констатирале, па при тоа и сами си го напишале во извештај и на крај читате и тој судија е казна 6 месеци по 30%. Читате вие вака и сигате дори некој ме зафркавали мене овдека. Ова е полаза во затвор, овој не само што не го разрешуваат, туку 6 месеци по 30% му е казната. Не знам дали ме разбирате, многу се сериозни работите во судството. Секој човек кој што влегува во суд, пред се во кривичен суд, тој човек таму му се одлучува животниот пат и на него и на неговото семејство и на неговите блиски луѓе. И тие луѓе не знам дали знаат со колку многу сериозна работа се занимаваат. Дали знаат дека нивните одлуки мора да бидат премерени, дека нивните одлуки мора да бидат докажани, дека нивните одлуки мора да имаат пред себе чиста совест, да имаат чиста совест пред законот пред се, тоа е број некој почитуваат, а потоа ги веруваат сите оние кои што ќе ги донесат одлуките. Ние немаме доверба во судството. Отворете го извештајот, јавен е, прочитате го и секој ви стане јасно. Обвинителството по се изгледа не може да се ослободи од тромавиот сон, покрај тоа што не постапува по допрен глас, ги игнорираат и препораките и пријавите на Државната комисија за спречување на криминал и корупција, како и извештаите на Државниот завод за ревизија. Ова се некои од главните причини за низок рейтинг и доверба кај македонските граѓани. Колку е клучно обвинителството да постапува по ваквите пријави и колку е оправдано нивното оправдување дека им недостасува кадар? Какво треба да биде постапувањето на обвинителството за да ја врати довербата кај граѓаните? Треба, видите, како е символот на правдата. Тоа е со превес на очите, така? Тоа значи дека правдата мора да биде слепа. Од слепа правда се подразбира дека луѓе тоа, знаете како баш ми коментира еден период, тоа значи дека кога е слепа правдата,
Таа суди само согласно закон и не гледа дали спроти незе е брат, мајка, сестра или некој што никогаш не го видела во животот. Значи, обвинителите треба да се обвинуваат согласно закон и да не гледаат дали каш нив има човек кој што работи во клиника, во фабрика, во собрание, во влада или па е некој кој што го гледа, не знам, на телевизија, да не знам човек кој што тие сметаат дека е некој мокен или не е мокен. Значи, луѓе ќе се научат. Затоа што ние имаме сериозна работа како политичка номенклатура да не отстапиме од тоа Македонија да биде правна држава во која што ќе има економски развој. Дали со ваквото обвинителство, како што е сега, во кое има корумпирани суди и обвинители и подканџите на претходните властодржци, сада сама и ДУИ, може да подобри довербата кај македонските граѓани? Ако се сменат тие луѓе, Не како што е, дали може? ако остане секако што е до сега, Да. не, како до сега, завршивме со како до сега, не постои више во Македонија. Не може. Господине Пренџов, знаеме дека се се брзате. Реално сега, не знам што повеќе да кажам, значи, времето како до сега, Тоа ни требаше. со нив видевме до каде е работава, мора да менуваме, така што не може така да остане. Така. Знаеме дека се брзате, но и тоа ќе ве здржиме уште многу Не е кратко. проблем, ќе останам колку Уште треба. неколку прашања, пократки, со можност за пократки одговори. Ќе ве навратам на судската одлука за прекин на постапката за четворицата кои беа обвинети за организатори за настаните во собранието на 27 Добро. април 2017 година, но пред да прашам, сакам јасно да порачам дека не ја оспоруваме слободата на четворицата ослободени од понатамошниот прогон. Дали ова одлука потврдува дека судството и обвинителството за некого е мајка, а за некого маштеја, како што е случајот со уставобранителите кои лежат по македонските судови и како ја свативте изјавата на Мицкоски поврзана со судската одлука за амнестијата на обвинетите, во која изјава рече дека ако нема организатори, не може да има ниту терористи, а вие тоа истото го кажавте некаде на почетокот на емисијата. Дали меѓу редови Мицкоски побара ослободување на осудените кои веќе неколку години лежат во македонските затвори или пак само најави процес за повторување на судењето? Видете, значи, тоа е точно, ако нема организатори, не може да има терористи. Наш став од секогаш бил и пред изборите и сега, а тоа е дека тие луѓе таму не учествувале во тероризам. Тие луѓе не се терористи, тие луѓе сгрешиле што влегле, не да одлежале за тоа, одлежале многу повеќе од тоа што сгрешиле, бидејќи таму тероризам немаше никаков. Тие луѓе заслужуваат нова, фер судска постапка во која што тие луѓе ќе си докажат и пред себе, за себе си знаат, пред сите нивни пријатели, роднини, знајни и незнајни, дека имаат чист образ, дека никој од нив не е терорист. Тоа е многу важно и тоа ние го зборуваме последниве многу години наназад. Така што нема отстапки од ниту еден наш став. И мене ми е јасно дека и вие што следите, вие сте повозрасен од мене, долго време следите, и другите кои што ме гледаат, што следат подолго време, е јасно дека политичарите во Македонија обично едно зборуваат пред, после тоа прават друго. Кај нас, еве ги 8-9 месеци, се она што сме го зборувале, е преводете ки вас во емисија, истото го реализираме и го правиме и денес. И нашиот став за нив е непроменет, дека луѓето заслужуваат правда. Очекувате ли дека ќе има повторување на судскиот процес за уставобранителите? Јас се надевам дека тие луѓе, бидејќи не се терористи, треба да има повторување на судскиот процес во кој што ќе се докаже дека не се терористи. Ја мислам дека тоа не е тешко да се докаже дека не се терористи. Ве молам, терорист да биде некој кој што излегол од дома и влегол во собрание, не требало да влезе, не требало ништо да прави таму, но тоа не значи дека е терорист. Затоа, впрочем, вие имате казни од условна 3 месеци, 6 месеци па до животна, и сега не можете така вие со толку многу за такво дело, такви казни и некого да го правите терорист да биде. Тие луѓе не се терористи, се разбира.
Како гледате на реакцијата на СДСМ дека по скандалозната одлука било очигледно дека заканите на Мицковски, консулството и обвинителството, како и неговата спрега со ДУИ, даваат резултати дека ова представува преседан? Ајде, молам. Знаете како е, вака ќе одговорам. Никој никога не е до нас, ние само прашуваме Така, оно што така, кажуваме, така. мора јавноста мора да знае. Така е, никој никого не притиска, ние никого не притискаме, ние бараме само да се почитува закон. Во македонската јавност може да слушате и вакви разговори и такви муабети, но на кое што е факт, зборуваме за факти. Единствениот политичар кој што цел свет го слушна како мести судски одлуки, трас тоа како беше, ќе се јавам некој тој судија, Зоран Заев. Е нив. А Зоран Заев нив ми е патрон. Моментално тој кажува кој ќе биде председател, кој ќе биде, не знам, член на извршен одбор, таму како им се вика на комитет. Мојата порака до СДСМ е да напишат 2-3 соопштенија во кои што ќе бараат државата и обвинителството да го санкционира Заев за трас судските одлуки што ги слушавме цела Македонија, бидејќи до сега никој не го санкционираше. Имате ли некакви сознанија што станува со најавениот нов закон за правична застапеност, докаде е неговата подготовка и кога очекувате да се најде пред вас пратениците во законодавниот дом? Да, тука еве ќе даваме малце по детален одговор и бидејќи тука имаше многу лаги, многу манипулации. Тој закон падна за правична застапеност на Уставниот суд. Има тука, јас сакам да бидам чесен, ниту ДУИ и СДСМ што сега плачат по него, ти си има напишено дека тој веќе има изгубено својата употребна вредност и својата вредност во општеството, а ние сега ќе го сменевме, бидејќи ни беше у програма дека тоа не може да биде така. Но истовремено сакам да бидеме најасно. Република Македонија ќе има нов закон за правична застапеност кој што во моментот се изработува. И сакам да знаете и вие сте гледачи дека ние до сега за правична застапеност гледавме колку има македонци, колку има албанци, колку има турци и толку. Така беше? Да. Сега тоа е многу тесно толкување на правична застапеност. Со новиот закон ќе има целосна правична застапеност. Точно е дека има национални припадности, бидејќи ние тие права ги влечеме од уставот, но истовремено таму ќе има што правиме да видиме со жените. И тоа е правична застапеност, бидејќи во вантешноста на Македонија огромен процент на жените се неискористени, не одат на работа. Тоа е многу важно и за економијата, и за GDP-то, и за нив е важно утре да земаат пензија, тоа ќе ви истака правична застапеност. Ќе видиме што правиме со луѓе со посебни потреби, со луѓе со инвалидитет, и тоа е правична застапеност. Значи гледаме работи кои што спојуваат, бидејќи луѓе со инвалидитет има и македонци, и албанци, и турци, и власи. Луѓе со посебни потреби има македонци, и албанци, турци, и власи. И тие луѓе им треба државната помош и ние сме должни како општество да им помогнеме. Сакам да кажеме дека тој закон ќе биде голем закон, широк закон ќе биде во кој што навистина ќе имаме правична застапеност, а не напиши правична застапеност и ватре само ќе биде етничка застапеност, па ќе се пишуваат македонци и албанци и ќе правиме циркузи. Не, ова ќе биде закон во кој што наистина имаме многу категории. Јас овие изминати години си имам видено со многу невладини организации. Имам наистина многу луѓе на кои што навистина ми е потребна државната поддршка. Им се случило во текот на животот да добијат слепило, им се случило во текот на животот да скршат колки, да бидат потоа неподвижни. Им се случило многу работи, различни им се случуваат на луѓето. И вие како човек, како пратеник, вие од нив барате поддршка. И човечки е да можете, ако сте во позиција, како што сега ние во позиција, навистина да направите едно правично општество за сите, во кој што државата ќе биде тука на тие што навистина им треба, а не да биде државата само за луѓе кои што се блиски до еден друг човек или една и друга политичка партија. И тој закон ќе го разговараме во следниот период, ќе биде, претпоставувам, ќе биде и поголема дебатата кога ќе излезе од владата. Како ја оценувате изјавата на премиерот Мицковски по враќањето од Вашингтон, во која го повтори својот став дека македонското прашање не е завршено и
им порача на Грција дека треба да се навикнат на владата чии приоритет е Македонија во контекст на реакцијата на грчкото министерство за надворешни работи, кое изјави дека македонското прашање е неповратно завршено. Јас наистина не знам зашто Грција се вмешала официјално, наистина не ми е јасно. Поглед на македонското прашање, тој кажа дека нашата цел не е завршена, ние бараме афирмација на Македонија во бугарското општество, ние не бараме тоа како што започнав и преска од ИНЕТ или така ние сега сметаме, туку ние викаме добро луѓе, ако ние сме се договориле дека во Европа судот во Страсбург ќе биде суд за човекови права и дека судот во Страсбург сте ќе го почитуваме, ќе го финансираме, тогаш е редно и одлуките од тој суд да се почитуваат и од други држави, бидејќи вие кога донесувате одлука од суд, не знаеш дали е во Страсбург, дали е кривичен во Скопје или е судот во Сиднеј, некогаш на некого тие одлуки не му се допаѓаат луѓе. И тоа е нормално да не му се допаѓаат, ама не е нормално да не се почитуваат. Ние бараме почитување на одлуките на судот, за кои што и Бугарија, и Македонија и Грција го плаќаат, да си ги почитува Бугарија. Ние бараме да наша стратешка определба и вековна е да бидеме нација афирмирана и призната во рамките на големото европско семејство. Ние таму се уште не сме стигнати, се уште имаме многу за работа. И според мене ја не гледам ништо лошо во таква изјава од страна на премиерот Мицкоски. Господине Пренџов, како ја оценувате последната акција на МВР, во која акција полицијата лиши од слобода 4 лица поврзани со терористичката организација ИСИС, а осомничени за намера да извршат терористички акт во Македонија со цел да создадат несигурност и страв кај граѓаните? Не сум сигурен дека е за во Македонија. Мислам дека можеби не е за во Македонија. Тие обуки ја оценувам како многу успешна и ова не само како флоскула, дека наистина е успешна, но кога вие како полиција ќе откриете такви сериозни криминалци, што не се обични джепароши, тоа не е Али Ахмети внук му што копа криминал, ова е наистина може да биде и сериозен и многу животи да загрози, може да биде и некаде во европска држава. Значи, пораката е тоа дека во Македонија полицијата знае што се случува и пораката е во тоа дека во Македонија такви девијации и такви кампови ниту ќе се толерираат сега, ниту во иднина. И со тоа мислам дека во очите на, како се вика тоа, Интерпол, на регионалните полиции, разузнавања или слично, дека наистина добиваме како држава, дека наистина во Македонија се гледа дека е сменета власта и дека, еве вака народски да се искажам, дека Македонија повеќе не е и никогаш нема да биде село без кучиња. Господине Пренџов, ви благодариме што одвоивте време и бевте дел од Македонски корени овој пат. Ви посакуваме убав остаток од викендот и секако успешна година во се што работите. Пријатно до слушање и скоро да се видиме тука на Македонски корени. Ви благодарам да сте живи и здрави, вие да сте живи и здрави сите гледачи кои што не следат и вас кои што ве следат. Ви посакувам многу емисии да направите, да се видиме пак во една добра атмосфера во која што ќе можеме да соопштиме дека во Македонија после години во низа години ќе се случуваат убави работи. Ви благодарам многу на поканата. Остануваме во контакт, наскоро се гледаме повторно в Ден на македонски корени, до тогаш и секогаш Господ Бог само убави да ви дава. Чувајте си го здравјето. Амин Боже, поздрав во сите.